Се наоѓаме во село Габрово, пред црквата Свети Димитри, великомаченик Димитри, каде денес 8 ноември 2025 година утрово се отслужи света божествена литургија, со која чино начелствуваше епископот Делчевско-Каменички господин Марко. Овде луѓето ја посетуваат црквата, продолжуваат се посета и во текот на денот. За многу години. За многу години празник, живи и здрави. Живи и здрави. А во 13 часот е најавена општонародна веселба со настап на бенд. За многу години бендот се поставува овде и ќе ги забавува присутните. Трпезите се поставени, дождот може би малку ќе ја расипе веселбата, но останува на Господ Бог да се смилува, може би да во време кога ќе се служи ручекот да биде малку без дожд, за да заврши поделбата на самиот ручек. Ево тука се луѓето кои поставуваат маси. Добар ден, за многу години уште еднаш. За многу години, Валери, дека Готов ли е ручокот? Готово, тамање. Добро, колку? Само те малку времето, така белка и па Господ ти не сужали. Да, денеска е сабота, луѓето порано ќе напуштат од работа. Колку гости очекувате? Па, слушај, оно се зависи од времето, ама белки ќе да послужи Господ. Од 1000 нагоре треба биде. Да, Да. секоја година, знаеш, тука се доста собира Да. и оваа година. Да, мината во август имаше забава за да се направи некој трем за да има каде да се заслонат во вакви ситуации. До каде е таа работа? Таа работа. Па, Материјалот е материјалот го има. Обезбедено е, значи. Да. И селениците помагаат. Помага. И свиѓа брат мора До- да помага, иначе не Донатори исто така имаат. има Да. секаде. Нека визам. Ако не е донацијата, Да. никој нешто. А особено по Габрово е иселеничко место по Швајцарија, на таму кај они донира. Да. Добро, нека е за многу години уште еднаш и Нека е за многу да години. се надеваме дека ќе престане баш за служењето на. Служете Господ Валери. Ајде, поздрав. Ајде, поздрав. Ето така, тоа беше краток разговор со дел од луѓето овде кои од утрово го подготвуваат ручекот. И очекуваат да пристигнат, како што кажа, околу 1000 гости денес на одбележувањето на Митровден во село Габрово. Еве, ќе зеднеме долж целиот пат кој пред неколку дена беше целосно саниран, проширен. Луѓето доаѓаат со возила и очекуваат да го одбележат и овој Митровден во духот на христијанската традиција. Организаторите од црковниот одбор се организираат да помине се во најдобар ред. Добар ден. Како иде, Чичко? Добре, арно. Митровден? Среќен празник на сите. Митровден. Митров се слави од одавна. Заедно им дава Господ на сите што има тој имен ден. Напредок да има здравје и така. Колку години сте? Па 80 и една од нова година ќе почне па да ни почнах Да. баш толку. Кога се изгради оваа црква тука? Некаде 2000 и која година беше? Дали се сеќавате? Кога се изградиле? Да. Таа се долго време гради црква, може има
20 години, ама полека. Спира пари нещо така и сега напряма. Има 15-20 години kad се работеше тази църква. Да, сега река организаторите им фали како настречница да има луѓето кај да на вакви денови. Са приксто се не му бе тука двицале. Са брали материал и за до година ќе го направят. Рече това едно, вика тука, откупили железо, това, онова, вика. Са вика за другата година ќе го правят. Па трябва да си има от я, па на лошо време, трябва да има насречница, де. Това се бади свет збира. За село Габрово вие сте од повозрастните жители, сега гледаме патот ви го санира, што друго да кажеме? Колку жители има моментално? Слушай, аз съм тук от дете, горе там от кај Црната скала, от глава си там е на мала. И додеме тук на школа учим оттам, тук додеме на школа. Това беше от Делчево до над селото се, всичко беше на турците, селото беше все турци. Една православна каша имаше това на край горе. И от тук ще отиви към, кога одех я на школа, тук 2 години одиха, имаше на 120 деца. Во ваше време. У 57-8 година. Ама те сега какво би, дали има 5-6 деца, не знам какво е. Повеќе пространство се раѓаат, оти се иселуваат луѓето, така ли? Абе, много неоженени по 50 години, 40-50 години неоженени. Има много светно жени, дека ти има фамилии и деца. Зошто така? Зашто мислите? Дали се срамат, дали мислат дека Абе, я не знам по какво така дойде. од екзистенцијални причини или По какво това се измени демографијата? да одат свет. Абе, това да има на много места, не само Габрово. Точно, добро, во Македонија е тоа во не повеќе знам, места. това- Најмногу, според статистиката вела дека најмногу ергени има во Русиново. Дали е точно не знае. Русиново, това е до над Беро. Да, Русиново, ама това е голема село тамо. да. Добро, за Габрово, еве, за крај, што да им порачаме на жителите за овој празник? Да им честитаме празникот на сите кои слават. Да им честитаме среќа, радост, да има напредок. Тук имаше напреша музики, сватби, војничи вечери, ора, тук неколко време западнат това време нимат и сватби, нима војничи вечери, нимат и ора, нимат и песни. Тук се поеше, се играше сега, не знам, може има 20 години, това дали от Югославия пропадна, това дали по-после нещо се измени. Па и други свят го това знаат, от така беше. Претежно со што се занимаваат луѓето? Има ли стока да чуваат уште или земјоделие? Гледа ја на пушнија го тука много лоша работата со земјоделие и со сточарство, оние сточарето нема напредок ништо. Те на таквија времета, лето време слънце, снегове, дожове, он е изложен на лоши времета и се то бега. И викам, никой не обръща внимание. Ако седне некој пастир да яде леп некъде и не може от мушици, от комърци, от кърлежи, питай Бога и за това бега свето. Нема, сточаро не е обезбеден нищо. Нема никакви услови. Тук не доди никой да ти пръска от такви работи, комърци, седнеш пастир си да ядеш. Не можеш леп да си ядеш от мушици, от комърци. Крълеше, не знам, и свето, затова и бега, нема правия, нема, никой не води ред за сточарството, за земеделството, нещо да се, защото ти викам, трябва да се изпръска. Те я одат, чувам там стока, ама изпредадох точно накрая и на коза чувам. Ода яда там в летно време, бе, не можеш от комърци, от мушици да се отбраниш леп да ядеш. Жега, температури големи. Дожд ще фати, нема нищо обезбедно за сточар. Значи да заклучиме, по-голема грижа да се води за сточарите, да се младите да се женат, да се мажат. Бега, свето избега и да има по-големи дружби меѓу луѓето, така ли? дружби трябва да има, ама трябва да има такви оправи.
а сточарот де е заштитен од лоши времења, од се и земјоделица, а они никој не води за них ред и они бега свето, млади по страсот тамо нам. Ви благодарам. Како ви беше името? Славе, Славе. Благодарам, Атанасов. Чичко Славе. Ето така, тоа беше разговор со Чичко Славе Атанасовски, кој ни кажа мала историја за селото, за црквата кога почнала да се гради и за она со што се соочуваат луѓето на од неговата генерација. Еве, уште еднаш овде сме каде црквата, каде за неколку минути ќе започне општо народната веселба.